Во меѓувреме, политичките калкулации не ги застануваат реалните проблеми на граѓаните. Наместо во ковид кризата да бидат поштедени со пониски сметки за основна живеачка како што е струјата, например, тие добија удар од власта, 7,4% повисока цена. Со или без ДДВ, ова е удар за граѓаните. Се собираат во Тетово вечерва за да кажат не за поскапувањето. Таму е колегата Борис Груевски. Борче, се собираат ли веќе луѓето полека, бидејќи за некој час се очекува да почне протестот? Да, Искра, добар ден. За отприлика 1 час и 15 на минути овде на градскиот плоштад во Тетово се очекува да започне протестот, каде граѓаните од Тетово и околните населени места гласно ќе кажат не за поскапувањето на струјата за околу 7,4%, но ова сума е секако без данокот за додадена вредност. Граѓанските активисти, секако здруженијата и сите граѓани од овие населени места, освен од Тетово, денеска ќе излезат на мирен протест и на мирен марш овде во центарот на Тетово, на градскиот плоштад, каде ќе ги кажат своите барања, односно што очекуваат од протестот и што ќе се случува наредниот период. Во овие вести во 17:30 разговараме со Аријани Џафери, еден од организаторите на протестот, кој е гостин во вестите. Аријани, добре дојдовте на прашање. Хвала. Најпрво, кои се барањата што ќе ги кажете денеска, за отприлика за час и 10 на минути треба да започне протестот? Овака, као прво сакам да му ставам до знаење на целата јавност дека протестот се организира да му се каже стоп и да му се дава крај на презирот и на понижувањето кон граѓаните што се прави од страна на ваквите компании и корпорации кои цело време ги поскапуваат цените и удираат по џебовите на сиромашниот народ на Република Северна Македонија. Барањата се као прво барање РЕК да го поништи ова регулаторната комисија да ја поништи одлуката за поскапување на струјата за 7,4% и да ја намали струјата до 20%, како што е направено во другите земји во време на пандемијата. Второ барање е владата да го откаже монополот на службите, на услугите на компанијата ЕВН, од која луѓето не се доволни, кога зборував за понижување, за презир, луѓето чекаат на температури од 40 степени во ред за поплака или за да плаќат сметка, чекаат на дожд, чекаат на снег, и таквиот нивен некоректен, нечовечки однос кон потрошувачите треба да се стави на таквиот пристап, треба да се стави крај еднаш и за секогаш. Трето барање е да се укине регулаторна, поради тоа што е тело што им користи само на корпорациите, на компаниите, на нивната придобивка и која уште еднаш дозволува и одобрува на компаниите да удираат по џебовите на сиромашниот народ на нашата земја. И четврто е да се формира едно независно тело, арбитрарно тело, кое што ќе ги прегледа, ќе го провери квалитетот на енергетскиот пазар, на услугите, на производите и така натака. Сакаме да се отвори една така наречена Пандорина кутија со четврто барање, за да се разгледат сите тие поплаки на луѓе кои чекаат со денови таму и никој не ги не им одговарат соодветно, уште и ги понижуваат граѓаните. Ова мора да има некаков крај и ние сакаме овој крај да биде во следните 10 работни дена, кои што ќе биде даден рок на властите, на Собранието на Република Македонија, на владата на Република Македонија и на регулаторната комисија која што треба да ја укине одлуката и да се Ви благодарам за одвоеното време. Се гледаме за отприлика 1 час кога ќе се соберат и граѓаните овде во Тетово. Ви благодарам за разговорот. Фала ви многу. Јас само ако можам накратко да упатам едно барање до властите, до тие што ќе ги адресираме вечерва, да постапуваат разумно и умно и паметно, за да не дојде до бугарско сценарио. Протестот се организира да не дојде до такво сценарио, поради тоа што гневот на граѓаните е многу висок, многу се нервозни и ние сакаме преку мирен протест, на мирен начин да го решаваме овој проблем. Ако тие се покажуваат глуви кон овие барања и не постапуваат веднаш, ќе дојде до бугарско сценарио кој што не го сакаме. Фала ви. Благодарам уште еднаш. Се гледаме малку подоцна. Искра, за сега толку во живо од ова вклучување од центарот на Тетово во следните информативни изданија, односно во вечерните вести на Алфа, ќе имаме целосна слика од тоа што се случуваше овде во центарот на градот.
Борче, ти благодарам за ова вклучување. Остануваш да го следиш протестот во 22 часот со деталите, сериозни и децидни барања, би рекла и закани од страна на граѓаните, а тоа е или да се укине одлуката, односно и да се самораспушти регулаторната комисија. Ако тоа не се случи, ќе се случи бугарското сценарио во државата, односно тоа е апелот барем што ќе биде испратен на вечерашните протести од Тетово кои почнуваат во 19 часот.